Овде во населбата Мала Арабија во Калифорнија Анахајм, активисти повеќе од 3 децении се бореа за нова категорија на пописот во САД – MENA, за американците кои го следат своето потекло од Блискиот Исток и Северна Африка. Американката со палестинско потекло, Ајах Шијада, вели дека поради тоа што морала да го штиклира полето белец на федералните образци, се чувствувала невидлива во американското општество. I always didn't feel like I fit in the white box. Никогаш не чувствував како да се вклопам во полето белец и поради тоа секогаш се обидував да означам било кое друго поле, дали азиско или некое друго. Сега конечно може да се чувствуваме дека сме видливи и дека е во ред да се биде палестинка, во ред е да се биде арапка. MENA вклучува речиси 30 различни идентитети, вели координаторот за политика и истражување на Арапско-американскиот граѓански совет Амин Неш. Iran, Ги вклучува Иран, Ирак, Саудиска Арабија, Арапскиот полуостров, па се до Палестина. Потоа од Африка, Египет, Тунис, Алжир, Либија, па се до Мароко. Неш вели дека често зависи од тоа како луѓето се гледаат себе си културно. Например, израелците кои се вклучени во MENA често се идентификуваат како бели затоа што го следат своето потекло во Источна Европа. Додека ерменците, смета тој, треба да бидат вклучени во новата категорија, бидејќи тие често имигрираат во САД од Блискиот Исток. Извршниот директор на Арапско-американскиот граѓански совет, Рашад Ал-Дабак, вели дека новата пописна категорија ќе им помогне на американците со арапско потекло подобро да се застапуваат за нивните потреби. Having our own separate community. Да, имаме своја посебна заедница, значи дека можеме да имаме бројки, податоци, знаеме колку блискоисточни североафрикански луѓе живеат во нашите заедници. За нас, како Арапско-американски граѓански совет, важно е да ги мобилизираме луѓето да гласаат. Кога разговараме со нашиот представник во Конгресот, да имаме податоци и можеме да им речеме имаме многу луѓе кои живеат во вашата област. Ние сме голема заедница, треба да ги слушнете нашите потреби. Алдабак вели дека промената ќе им олесни на членовите на неговата заедница да аплицираат за малцински деловни заеми, да ги следат прекршувањата на граѓанските права и да погледнат како различните здравствени проблеми влијаат врз членовите на MENA. Повеќето луѓе овде во населбата Мала Арабија на Анахајм ја поздравуваат промената. Американецот со потекло од Либан, Тони Хаким, не ја поддржува промената. Посетувајќи ја оваа пекара за традиционален либански леб, тој вели дека промената е повеќе разделувачка отколку инклузивна. Тоа што на вистина го сакате е луѓето да започнат да размислуваат. Јас сум американец, од тука сум. Не сакам да се вратам таму од каде што дојдов, бидејќи местото од каде што дојдов го оставив зад себе. Сега со нетрпение очекувам да бидам во Америка, да бидам дел од американската култура, да се идентификувам како американец. Новата категорија MENA ќе биде поставена за следниот попис на населението во САД во 2030 година.